Денот на смеата, денот на маската, денот на зафрканци меѓу луѓето. Затоа ние денес го имаме овде еден од најпозитивните ликови во Македонија, Марко Новески, или познат во јавноста како Марко, дај побрзе. Марко, ти се движиш низ улиците на Скопје често. Така. Што е она што им фали на луѓето? Па, реално, им фала тоа повеќе насмевки, брат. Им фалат некако во последно време луѓе ми се премногу сериозни, преокупирани се, разбирам, со проблемите од секојдневието. Но, тоа викам, ако сакаме да ни тргне на подобро, да ни биде нас, поарно и на сите околу нас, треба повеќе да се смееме, повеќе да се зезаме и повеќе да се забавуваме. Барем тоа е моето мислење. Добро, овој ден гледаме маски на секаде околу Така. нас, гледаме и родители кои што се маскирани, меѓутоа со оние обични денови што правиме. Гледаме дека луѓето се почесто имаат како да се западнати во една колективна летаргија. Точно така, баш и предходно ли се кажав. Мора да смислиме некој начин да ги расположиме и луѓето и во оние останати, ти што викаш, обични денови од неделата, и од месецот, и од годината. Имам спремам ја една интересна работа, здраве Боже, ќе слушнете понатаму, сакаме да шириме баш позитива со една екипа на преку различни начини, различни, како да кажам, настани евенти, но затоа том потом први на вас ќе ви откриеме кога ќе биде. Малку детали, па сакаме да ги изненадуваме баш луѓето и да им пружаме барем за кратко забава и добро расположение, да им шириме позитива. Од нигде никаде да им се појавиме на тие што сме им најпотребни, со позитивна енергија, да ги израдуваме и да тераме дале. Добро, а кога би те прашал, еве, во Македонија има многу телевизии, Еден ТВ сега нова, национална телевизија. Она што би можел ти да не советуваш нас? Што би можеле ние да направиме баш за во тој дел, на забавата, на смевката? Леле, на забавата повеќе забавна програма воведете. Озбилно тоа има многу голема критика кон сите телевизии, сите медиуми кај нас се сведе на некои, како да кажам, премногу сериозни емисии, остана само една-две забавни емисии, нема веќе забава во држава, се сведе на политика, на нервоза, на проблеми, на безпарици, само тоа се врти. Се удавивме, се угушивме. Мал се забава, само свртете на забава без разлика што и да се емисиите, знам нека има смеење, музика, забава. Ќе пројде ли турски серии со аргентинска синхронизација? Така ќе пројде. Така ќе пројде. Мислам само како турска серија без него, мислам, должна почне кон сите оние што ги гледаат сериите и кон тие што ги прават. Ама само со турски серии не правиме да се чувствуваме подобро. Ама ти беше добра идеја. Насинхронизирани, надсинхронизирани турски серии, тоа е веќе друго. Тука можеш и мене да ме земеш заедно да го правиме тоа. Шпански знаеш? О, que querés que te haga? ¿Dónde está mi hijo? Ah, señor. Ahora no puedo hablar, estoy muy preocupado con los... Pues стварно збори, ја врска немам. Срам ми е. Денес, Марко, твојата маска што е? Денеска глумам сериозен човек. Да, се зезам. Денес како забелја, искрено ги помежам, не ми се веруваат датумите. Мислев, не знам како успеав да помежам дека вчера е 1 април, најверојатно зашто на местата каде што искачам беа маскирани луѓето ради забава и помислив вчера дека е 1 април, а денеска да ти било искрено не се маскирам. Ама гледате на добрата страна, секојдневно се маскирам од нешто. Озбилно. Секој ден од дома излегувам со различна маска. Си бил ли некој пат политичар? Да, како не. Дали е тоа најтешка или најлесна? Најлесна работа. А кога си пеач? Ако си пеач, тоа е више, тука треба и талент да имаш. Талент, знаење. А кога сум пеач, па сабајле бев пеач кога се туширав. Секоја сум пеач во када. Слично и јас, слично и јас. Која е најголемата шега која што си му ја направил на некој пријател? Ја не, обично не правам шеги на други пријатели, ама мене ми имаат направено. Последна беше Борче, гитаристот од Супер Хикс, кога ме намести во Саретка Фич да ми истори вода во гаќи. Со добра фора, ми рече ми стави шише тука истечено одгоре. Ба ми го смести и ми рече, брат, ако успееш со ледо да плюктеш и да погодиш во шишето, ќе ти дадам 100 евра, ги извади 100 евра да ми ги даде. Ја доека се спремам со лед, вака уста да плюктам од мистори чаша вода у гаќи. Е така. Тоа беше последната мене глупо што ми ја направиле, а јас на никого не ја направам. Малце да. Е заверување ова. Да бе, де праши ги он ќе ти каже. На минус 10-7 дана. Абе, дека ти немаш направено. Не, стварно не правам. Порано ми беше многу незгодно со другари кога ќе собереме и кога звонеа нели по телефон, да зезаме луѓе. Мене ми беше незгодно и тоа да го правам, не знам, тук страме малаш. Не сум од тој тип на луѓе што зеза други. Добро, Марко. Да. Малку посериозно е ако прашам сега. Бидејќи луѓето често кога им даваме простор, барем ние новинарите, кога им даваме простор да зборуваат пред камера, тоа ретко го прават, најчесто е изговор као не оставиме денес не може. Тоа зашто е?
Затоа што не знам, валјда Сега си преокупирани. волга на психолог само. Да, знам, приметувам. Па најверојатно тоа е од самиот страф од камерата. Се знам, не се навикнати, премногу валјда се секираат за тоа како ќе излезат они пред камера. Едноставно во моментот кога ќе ги застанеме, за малце ќе ми ја зев топката. Валјда моментот кога ќе се застанеме, тоа се блокираат и почнуваат да мислат само на тоа што другите ќе помислат за нив. И мој совет е да престанат да се замараат што другите луѓе мислат за нив. Нека се бидат тие што се своји, нека бидат. Искрено, не знам што е проблемот кога ќе застанеш да каже нешто, баш треба да искористат таа прилика и да кажа се што им смета. Марко, јас ти благодарам што беше дел Фала. од оваа програма на 1 ТВ. Се надевам ќе те гледаме повторно. Се надевам и јас. Ја ви посакувам многу успех во работата, многу ми е драго што се појави нов свеж медиум кај нас и се надевам дека ќе поместите границите кон подобро. Ќе се потрудиме. А она што ти можеш да го направиш е да бидеш аналитичар. Може. Да влезеш кај нас во студио, да анализираш, бидејќи и онака имаме премногу аналитичари во Македонија. Може. Устои? Устои. Ви благодарам. Следната анализа во следната епизода. До гледање. Ние продолжуваме со уште еден шпански гостин. Tenemos con nosotros señor Denis. Señor Denis, ¿qué puedes hablar? ¿Qué puedes hablar? Sí, por supuesto. Италиански. О, да, италиански, извини, да. Начос. Начос. Немаме со нас начос. Немате начос. Добро, не мора. Еве, јас ќе ти дам поклон. Ова ти е за 1 април. Носот. Одма? Одма. Твое. Ева. Сега си маскиран. Твое. Што сум? Пак ловен, само ти фали маска. Не свири ова. Па не свири, не е таков. Не е таков. Ово е од поевтините од AliExpress. Не, ова клон за овај по како беше? Од AliExpress. Клон за ефтини, така? Да. Нешто така. Од AliExpress, да. Фората е тоа. Да. Денис, ти си актер. Да. Што е она што го менува актерот, односно карактерот? Како се менува карактерот, бидејќи зборуваме дека денес е денот на маската, Да, 1 април, денот на шегата, кога луѓето може да бидат неозбилни кога се простува. Си бил дел од комедии, си работел на комедии. Па да, можеби не многу театарски, ама еве ако ги земеме вчерашни новости, онда да може да речеме дека тоа ни е работа. Мајтапот не е работа. И сега таа трансформација од Денис во Ланчо еве во вчерашни Добро. новости. Како поминува? Како се спремаш ти се подготвуваш? Па да, нели, ако ти текнува, ние правевме едно интервју одамна, баш за ликот и како ги правиме промените. У глобала тој лик беше изграден уште пред да почнеме. Нели, правевме му дека го изградивме со тоа што како би сакале да изгледа еден новинар кој што ние го неаме тука и кој што онака би немал цензура. У нормалното општество тој новинар би добил клоца во газот. Во секој случај, се извинувам ако се изразив малце вакво, али Денот на шегата ќе помине. да, денот на шегата е, да. Заборев така да имаш нешто овде. Не ми помина. Денис се шегуваше дека имам нешто овде, добро? Така да тоа е начинот на кој што не знам, ние секој снимачки ден онака го поменуваме и викаме дека денеска ќе се забавуваме и денеска све ни е дозволено да исмејуваме на некој начин и да ја кажеме критиката према тоа што не чини у глобала, тоа ни е главната цел, така да не знам, овој ден мене ми е убав затоа што све е дозволено и има многу деца и така тоа ми е онака најубаво нешто, ме потсеќа на мене јас кога се спремав за овој ден кога го чекав. Зошто не ни дојде ти на нас маскиран денес? Значи, касно се слушнавме ја и ти, малце тоа беше ваквото и нема време да договорам се, али да ми кажеше ќе одоговорам. И што ќе одбереше? Еве тоа многу ми интересува. Па еве, пошто го имам ово од AliExpress носов, имам уште еден, така да овој ти го подарувам тебе. Благодарам. Да. Така да валјда кловен, да. Валјда кловен, да. Имам сега не знам до вечер дали ќе успеам да смислам што би се маскирал, али еве имаме некоја маска да речеме пират. Кога беше мал, Добро. што најчесто се маскираш? Личниот том. Тоа баш сега го приметувам дека денес на пример гледаме доста Спајдермен и Hulk. Еве, добро има и Нинџа Желка, да само немаше костими за да можеш да земеш у тоа време, немаше ни 3D камери, ни кино до тоест имавме кино, ама немаше нели акциони филмови со анимации со 3D ефекти, али личниот том памтам дека бев едно можда 3 пати, 4 пати. Да, тоа Ни еднаш браќата Далтон?
ни еднаш браќата, пошто најверојатно биле негативци, затоа не сум ни ги Тоа време сакал. и сигурно ќе си бил најмалиот. Да, да, па и бев најмал. И бев најмал во основа, така да тоа ми беше така еден комплекс до 8 оделение. Пошто проблемот е кога личиш у 8, кога личиш као 6 оделение е доста голем проблем за детето. Така да, ама го поминав тоа, така да сега сум валјда доволно висок или не? А сега си средниот од Средниот, браќата Дол. значи уште ми фали, добро. Ќе растеш, Добро, ќе ќе растам. Кажи ми, сега малку посериозно, баш оној дел на трансформација на ликот многу ме интересира. Добро. Дали седнуваш за догледало, дали можеби, не знам, сам со себе се смееш, дали ти пречи тој дел, дали тој дел те мотивира, како го правиш тоа? Па зависи, на пример, ако е Поготово експресните, односно фацијалните експресии. да, па зависи доколку е во прашање филм, онда ќе една анализа и начинот на игра е сосем подруг таму. Таму е се поминимално. Ако е театар, ондак у таа ситуација тогаш имаме нели режисер со кој што тоа го разработуваме, разговараме 2 месеци, месец и пол, 6 месеци, некогаш зависи колку касни режисерот. Така да у тој процес ги наоѓаме сите работи на ликот и сите оние штосови кои што би можеле да ги ставиме и да ги вметнеме, дали во представа или дали во филм. Би го правел ли она што го правеа Метју Меконахи, например, во Холивуд, физичка трансформација на телото? Да, само да. Да, или пак Кристијан Бейл, кој Да. Шијан Лебов исто со Исто, Шијан извадениот зап на, како се викаше филмот, го заборавив, со Не ми текува War на мене. of нешто се викаше би го филмот. правел ли тоа? Па да, ја немам проблем, затоа што тоа ми е единствената професија со која што се бавам. За друго нешто не сум зафатен со друго нешто за да можам да се посветам на тоа, така да тоа ми е работата и тоа не ми е проблем. Не ми е проблем. А кој лик би сакал најмногу да го играш? Ако мене ме прашуваш, ја би бил Дарт Вейдер уште утре. Збориш од холивудските филмови? Од било кој, можеш да бидеш фудбалер ако сакаш. Па би сакал, мада не сум до толку висок, али би сакал да го играм Ибрахимовиќ, например, некој. Така. Тоа ми е фудбалер од дете што го сакам. Еве, например. Мада да, висината тука ќе ме изеде, али нема врски. Антонио Бандерас у Зоро беше качан на гајба за да се полюби со кеј, така да Тоа беше мојата маска кога јас бев мал. Така? Но 3 пати бев Зоро. да, ете, ја бев личниот ном. Денис, а што е она што предстои во твоите проекти? Каде, дали ќе те гледаме во театар повеќе, дали ќе те гледаме на екран? Паз, последното нешто што го сработив и тоа што е дефинитивно е филмот на Марија Џиџева Жртва и филмот на Владимир Блажевски, еден од најголемите наши режисери, Годината на мајмунот. The Year of the Monkey. Во двата филма? На Џиџева филмот играм новинар. Повелете, господине Денис. Да, може да продолжиме, а во другиот играм Сириец. Повелете со мислев- брадата, сега мислам дека ти Да, си- мислев дека вие сте новинар. Сириец. Значи, во едниот играте новинар, во другиот? Да. Во другиот играм Сириец. Да, нели, кризата ни донесе доста бегалци едно друго. Така да играм некој сириец кој што збори лош англиски. Освен шпански, италијански и англиски. Да, најверојатно шпански и италијански би го скинале, би останал само на англиски, така да англиски у глобал. Тука завршуваме со полиглотот Денис Абдула, актерот кој што барем во јавноста е најпознат според улогата на Ланчо во вчерашни новости, иако не знам дали би сакал така да те асоцираат или не. Па, добро, но убаво е кога и публиката би погледала поише филмови и би не препознала преку филмови, преку театар, него преку телевизија, но добро. Тоа е тоа. Денис, Тука фала ти сме. уште еднаш. Ништо, фала ти на тебе. Го видеш во волка Од каде ви е инспирацијава за оваа маска? Па, сакав да биде уникатно. Искрено од Pinterest. Како се снајдовте за ова да го изведете? Со вешти раце. Ова се реални пуканки. Да, испукани, залепени со силикон. Чиј избор? Мој. Што за вас значи овој ден? И фала не. Зошто? Не. Што за вас, господине, значи овој ден? Денот на лагите, реалитетот на Македонија, вистината за Македонија. Да, вие зошто не сте Маскиран сум. маскирани сте? Ама не, навечер јас. Да. У ноќна, у втора смена. Да. Да. Во што е девојчето на маскирање?
Во кутија. Робот. Робот? Кажи да, робот. А што овој робот значи? Уздизам ми дидатите не срасна. Инспирацијата за оваа маска? Не знам, секој би се допадна. Да. Што е вашава маска? Мојата или на децата? Па и вашата и на дете. Мојата баба. Со оваа маска не изгледате како оваа. Не благодарам. Само се солидаризираме со децата да бидеме за 1 април забавни и интересни. Забавно ви е денес? Да, преубаво. Да. Супер. Што значи ова? Што си маскирана? Што си маскирана? Лала. Лала. Лала, да, само капата која ќе стаи. А вака? Била мешавина. Овој женски Бетмир беше или Кетвуман. Кетвуман, ете така, да. Овие се многу интересни моменти кога условно кажано постарите се солидаризираат со помладите. Да, така. Си кажува меши. Да, вашата маска што е? Мини. Мини маус. Инспирацијата? На керките? Ова? Директно. Која не вала? Ајде така. Така ни дојде само. Да? Да. Како Сакаше он. оваа маска ти си одбра сам? Да, Забавна ти е? да, Би сакал ли повеќе денови вакви да има? да. Каде што вие малите ќе можете да се маскирате, да. Да, многу би сакал да има денови кога ние ќе се маскираме. Што си пребре? На Кристијано Роналдо. Роналдо. Роналдо со пиштол и брада. Меси. Каде ти е дресот од Роналдо? Дома. Денес треба да бидеш Роналдо. Многу е ладно. Многу е ладно за дрес. А ти фалат ли повеќе вакви денови да има? Да се маскираш, а? Да.